Почитувани представници на медиумите, владата на СДС не е реформска, туку антиреформска. Се што направи е стопирање, блокирање и укинување. Антиреформската влада, предводена од СДС, одлучи да ја стопира имплементацијата на најкрупната образовна реформа во Република Македонија, со која во изминатите 3 години се издвоивме како единствена земја и лидер во регионот кога е во прашање модернизацијата на системот на образование до 18 годишна возраст. Наместо да обезбеди континуитет во воспитно-образовниот процес во средните училишта, согласно наставните програми и учебници, зад кои стои најголемиот светски провајдер во оваа област која функционира во состав на престижниот британски универзитет Кембридж и кои кај нас се целосно воведени и применети во основните училишта, учениците кои од септември продолжуваат во прва година средно образование, математика, биологија, хемија и физика, ќе учат по застарена и често критикувана материја која е некомпатибилна со најновите достигнувања и информации во соодветните области, а предавањата наместо на креативен начин повторно ќе се реализираат преку класично диктирање и пишување со креда на табла. За жал, овој чекор е последица на некадарноста на структурите на СДС, недостигот на идеи и јасен концепт за унапредување на квалитетот на образовниот систем во земјата. СДС укинува реформа која донесе значајни промени и вклучителен квалитет во македонскиот образовен систем, што е потврдено и во извештаите од мониторингот на Кембридж, кој констатира зголема интеракција на часовите и повисок интерес кај учениците за следење на наставата, за вклучување во дискусија и размислување, поголема иновативност во предавањата од страна на наставниците и позитивни промени во педагогија на поучувањето. А тоа се параметри и ефекти кои требаше да бидат остварени и во средното образование. Одлуката за стопирање на примената на наставните програми и учебници, кои кај нас се воведени од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМН, како системско решение на национално ниво, за разлика од многу други земји каде се користат исклучиво во елитните приватни училишта, ќе предизвика директна штета по однос на знаењето на учениците, гнев кај родителите, но и револт кај наставниците кои се веќе обучени и добро оспособени за работа преку еден современ концепт на предавање и реализација на часовите. Дополнително, во вода пропаѓаат и средствата кои се платени за изготвување програми и учебници за прва година во средно образование и истите треба да бидат уништени. Антиреформските чекори на СДС во образованието во изминатите 30 дена, како укинувањето на екстерново, укинувањето на дел од дисперзираните студии и намалувањето на државните квоти за студирање, само навестуваат дека наместо да оди напред, образовниот систем ќе се врати неколку стотици чекори назад. Станува јасно дека планот на СДС наместо живот во Македонија ќе донесе пекол. И благодарам.